Председателските и парламентарните избори на 24 јуни според посматрачите ќе представуваат потврда на префрлувањето на Турција кон моќен, извршен председателски систем, кој беше тесно одобрен на референдумот во минатата година. На митингот во Сараевската спортска сала Зетра, каде што околу 15.000 поддржувачи на Ердоган веа знамења на Турција и на Босна и Херцеговина, тој рече дека европските турци го поддржуваа во минатото и оти сака така да биде и следниот месец. Avrupalı Türkler olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde 1 Kasım seçimlerinde 16 Nisan halk oylamasında açık ara farkla bizlere destek oldunuz. Şimdi 24 Haziran seçimleri için bir kez daha sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Пред минатогодишниот референдум, турски министри посетија неколку европски земји, вклучувајќи ги и Холандија и Германија, кои имаат големи турски заедници, за да соберат поддршка за промените. Меѓутоа, тамошните власти ги спречија да го сторат тоа поради, како што беше наведено, безбедносни причини. И покрај сегашното противење во Европа на турската кампања во странство, Ердоган во минатиот месец рече дека сепак ќе одржи предизборен собир во европски град. Şanlı Avrupa ülkelerinin sınıfta kaldığı bir dönemde Bosna Hersek bizlere burada bir araya gelme imkanı sağlayarak sözde değil, özde demokrat olduğunu göstermiştir. Според него, турците во Европа никако не смеат да ги уништат врските со татковината и оти дојде време за обединување на сите турци.